Магазин продолжува со делот наменет за здравје. Во следните минути ќе разговараме за тоа колку е важна исхраната во третманот на болни со COVID-19. Дали се доволни само овошје и зеленчук како извор на витамини или пак е неопходна балансирана исхрана. Мој денешен гостин е Ана Антовска, нутриционист во клиничката болница Аџибадем Систина. Ана, јас ти благодарам што ја прифати нашата покана и што си денеска дел од нашето издание на Магазин Здравје. Добар ден, добро утро. Чест ми е што ме поканевте и што ќе бидам дел од оваа емисија. Како што кажав и во најавата ве за почеток, колку исхраната е важна, односно е неопходна во третманот на болни со COVID-19? Исхраната генерално е многу важна во секој сегмент за унапредувањето на здравјето, односно за еден стабилен и убав нормален живот. А додека во третманот со COVID-19, односно во стекнување на имунитетот пред добивање на COVID и во самиот третман секако дека е битна. Често слушаме и се зборува за избалансирана исхрана, а тоа подразбира користење на сите нутриенти неопходни, макронутриенти кои што се неопходни за да нивната ресорбција го стимулира нашиот имунитет, односно нашиот организам да биде нахранет. Што е балансирана исхрана? Еве овој ден, еве денеска на пример, што треба да се јаде за да биде сето тоа балансирано? Потребно да се внесуваат оптимално колку што е пропишано протеини, аглихидрати и масти. Многу е битен изворот, односно изборот на храната и на продуктите. Тоа значи дека треба да се внесуваат немасни протеини. Убаво би било да бидат од растително потекло, како мешунки, јаткасти плодови, риба. Од веќе кога се внесува нешто што наликува на месо, рибата е најдобар извор на протеини, како и на омега-3 и 6 масни киселини. Маслата исто така растителни, потоа јаглихидратите треба да бидат сложени, значи да не се прости, да се исфрлат шеќерите, белите брашна, да се внесуваат целозрнести житарки. Имаме сега киноа, просо, амарант, ние ги промовираме многу, хелјда, тие се исто прекрасни како извор на јаглихидрати, бидејќи содржат и протеини, содржат и Б-комплекс, например, многу минерали кои што ни се потребни, и мастите, како што реков, да се исклучат заситените трансмастите од исхраната, односно да не се внесува пржена и процесирана храна, секогаш задолжително да се читаат декларациите, тоа јас го напоменувам, бидејќи треба да не се употребуваат хомогенизирани масти, трансмасти и заситени масти. Заситените масти не се забранети, меѓутоа треба да биде нивниот процент на внесување доста мал, а треба да се внесуваат незаситени масти, кои што ги имаме во нерафинираните масла. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Ана, работиш во клиничка болница, ковид центар. Како оние пациенти кои што не може да ја внесуваат храната преку уста, како тие се хранат и што добиваат како храна? Прво би сакала да ги поздравам сите мои колеги кои што неуморно работат веќе една година во борба со спасување, буквално спасување на човечки животи. Она што можевме ние што го гледаме таму е навистина борба. И јас им се заблагодарувам како нивна колешка на издржливоста. Тоа се доктори, сестри, колеги, болничари кои што и дури хигиеничари кои што неуморно не се предаваат. Знаете, многу е тешко во скафандер да бидеш 3 часа на смена, да не можеш да внесеш течност, храна, нема одење во тоалет, а при тоа да некој бара од тебе да мислам, единствениот контакт со надворешниот свет за еден пациент е тој човек. Пациентите кои што се сакам да кажам дека значи јас како нутриционист, ние како институција имаме одредени менија согласно потребите на нашите пациенти. Тоа подразбира дека се генерализираат, односно се делат на 3 вида општи: диабетично мени, значи на луѓе кои што имаат диабетес, кардиолошко мени, оние кои што нели имаат кардиоваскуларни болести, и стандардно мени, значи пациенти кои што можат да јадат се. Од нашиот ковид центар пристигнуваат на одреден начин кој што е безконтактен нарачки,
и секој пациент се трудиме да го добие она што начинот на исхрана кој што му одговара, кој што му е потребен. Меѓу време докторите мене ме повикуваат, односно има нарачки за индивидуално изготвување на одреден начин на исхрана согласно нивните потребите на пациентот, а додека оние кои што не можат да внесуваат храна преку уста, се хранат преку назогастрична сонда со бујони, тоа е течен начин исхрана. Исто и тука имаме градација, односно тип на бујони, зависност од потребите на пациентот, или парентерално преку инфузија. Од кога ќе заврши болничкиот третман сите нели оние пациенти кои што ќе се изборат со вирусот, нема да бидат на кислородна поддршка, на респиратор, ќе заминат на домашно лекување, како да го надополнат сето тоа што го изгубиле тој период од 2-3 недели додека биле во болница? Во болница се хранат колку што можат. Тоа е многу така, како да ви кажам, малку погубно да спекна нивниот апетит, значи немаат апетит, поготово оние кои што имаат изгубено осет за мирис и за вкус, навистина борбата беше голема да се навикнат да јадат. Јас ги стимулирам колку што можам, затоа што знаете не чувствувате ништо, а морате да внесувате, како да јадете пластика или картон, тоа е малку така тешко. Кај истите пациенти долго време треба да се врати мирисот и вкусот. Јас би ги посоветувала да се трудат секогаш, дека ги прават своите омилени јадења и нека внесуваат цинк, затоа што цинкот знае да помогне во враќање на вкусот и на мирисот. Треба да се хранат избалансирано, она што го спомнав пред малку, значи да внесуваат протеини, аглихидрати и масти во оптимален внес како што е потребно. Кај сите оние кои што веќе имале пневмонија, односно биле потешко болни, нормално 90% ја имаат од случаите, да внимаваат да не внесуваат јаглехидрати премногу, туку да го зголемат внесот на омега-3 масни киселини преку риба, преку масла растителни и може преку јаткасти плодови, меѓутоа нека бидат мелени. Заради тоа што зголемениот внес на јаглехидрати го инхибира дишењето. Така да, нека внесуваат протеини, омега-3 масни киселини, нека намалат она што го кажав преска, да нема прости шекери и да нема јаглехидрати во преголема количина. Значи храна која всушност им помага и во стимулирање на дишењето, полесно дишење. Да, полесно дишење. Многу од нив немаат се уште имаат последици, не можат добро да дишат и се многу лесно се заморуваат. Да им дадеме предност и на нашите гледачи. Веќе имаме гледачи на линија, повелете, во програма сте. Повелете, ве слушаме. Добро утро, добар ден, среќен ден и на вас и на докторката. Нека да Господ на секој на нас да не забори. Јас се ловам од левата нога, ми се преклопи, господи доктор, еден совет и да ми помогнете ако сакате. Не слушам. Ми се преклопи и сега тука одам во Штип на торсофизиологија, на контроли. Јас извинувам, не ве слушнав, што ви се преклопи? Сепак да кажам дека нашата гостинка е нутриционист, значи која што работи во клиничката болница Аџибадем Систина, не е лекар, така да кога ќе имаме во следна прилика лекар кој што е околу трансфузиологија, така колку што ве разбрав, ќе може слободно да се јавите и да поставите прашање. Дали имаме друг гледач на линија? Ана, споменавме за оние кои кои ќе напуштат болницата, кои ќе се вратат во домашни услови на лекување, како да се хранат. Меѓутоа, што се оние кои што имаат лесни симптоми, се на домашно лекување, значи немаат потреба од болнички третман и она што барем во ова време на пандемија го слушаме, многу витамини, многу овоше, односно зеленчук и овоше. Дали се тие доволни како извор на витамини или е потребно нешто дополнително? Зависи од тоа е индивидуално. Знаете, индивидуално може да се земе суплементација, значи витамин, цинк, селен, витамин, витаминот се внесува преку риба, меѓутоа убаво е, нели сите знаеме дека почна да се троши многу по аптеките заради тоа што навистина го стимулира имунитетот, ги супресира вирусните инфекции, инфламациите. Може секако да се зема и суплементација, меѓутоа доколку се внимава на начинот на исхрана, сметам дека може да се
одржи имунитетот, бидејќи знаете како имунитетот не се ствара за 1 месец и 2 месеца. И тоа би сакала да го потенцирам и секогаш кога имам прилика да говорам за тоа, го потенцирам. Тој се гради долго време. Тоа подразбира здрав начин на исхрана, некои имуностимулатори кои што се природни, матичен млеч би препорачала, е прекрасен, значи не мора да биде во мед, може да биде и како матичен млеч, особено кај дечињата, бидејќи убаво е да се матичниот млеч кој што се продава за деца е точно дозиран, се знае дека 500 милиграми се. Така, велите имунитетот се гради со години, меѓутоа сега во оваа пандемија, она што беше нели најактуелно, за да не се зарази човек, односно за да не добие COVID-19, па сите зема D-витамин, C-витамин, цинк, селен. Колку со тоа може да се заштити за да не се зарази со COVID? Ако не го градел, како што велите, имунитетот од малиноз. Вака да се разбереме, значи заразувањето со COVID подразбира неносење на маска, непочитување на мерки, бидејќи капковно, односно инхалаторно се внесува. Колку и да некој внесува витамини и минерали, доколку е во контакт и не внимава, ќе добие, може да добие да се зарази со COVID-19. Меѓутоа сепак внесувањето суплементирано на овие суплементи, односно микро и макроелементи, секако дека може да го подигнат имунитетот. Меѓутоа, може би не да го зајакнат во онаа мера во која што би требало доколку некоја индивидуа спортува, здраво се храни, нема покачена телесна тежина и тоа го живее со години. Имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, поздрав имам до вас и до докторката. Имам едно прашање. Боледувам од лимфом на крвта и би сакала, знам дека нутрицистите треба да се консултираат сигурно за тоа. Меѓутоа, што би требало да биде примарно во мојата исхрана, што да се изврли? Јас не слушнав. Може ли уште еднаш само да ни повторите од што имате, од што боледувате? Лимфом во крвта, тоа е еден вид. Господи, да ве поздравам, ви благодарам што се јавивте. Јас би ја посоветувала, бидејќи ова не е моите совети за вашата состојба не се состојат во една реченица. Треба да ви обрнам посебно внимание, ќе ми интересираат одредени ваши резултати, терапии што сте ги примале, ако сте ги примале, и би ве замолила доколку сакате да стапиме во контакт, бидејќи индивидуално треба да ви направам начин за исхрана, не да ви кажам усни совети. Јавете се во нашата клиничка болница и ќе ми биде драго да ви помогнам во делот на исхраната. Благодарам. Така. Обично она што сме го слушнале, што сме читали по социјални мрежи, по интернет, е дека лица кои што имаат респираторни заболувања, конкретно еве нели ковидот, она првичното што го предизвикува се респираторните проблеми, дека одредени млечни производи може дополнително да ја влошат оваа состојба, односно до создавање на поголеми количини на секрет. Кои се тие млечни производи кои што треба да ги избегнуваат лица кои што веќе имаат COVID-19 и одредена респираторна симптоматологија? Значи, млекото како млеко знае да направи појачена секреција, кај некои луѓе кои што се малку можеби интолерантни или претерале со внесување на млечни производи, секој млечен производ да прави проблеми и да се стимулира секрет, меѓутоа не мора да значи. Затоа јас препорачувам кравите млечни производи за нас како нутриционисти се не толку препорачливи, бидејќи начинот на кој што се одгледуваат животните, доколку се почитуваат правилата, не би требало да содржат резидуи од антибиотици и од хормони, ама ги има. Нашиот ензим лактаза не е баш толку застапен и не е толку многу стимулиран за да го разложи за да ја разложи лактозата. Затоа многу слично, односно многу корисно е да користиме козјо млеко и кози млечни производи, бидејќи многу полесно се ресорбираат нутриентите, односно бенефитот од истите во нашиот организам е дефинитивно многу поголем. Значи ова е препорака не само за оние што имаат ковид и респираторни, туку воопшто за популацијата. Да користат кози млечни производи, бидејќи начинот на кој што се хранат козите е многу различен од индустрискиот на кој што се хранат овците. Во последно време и овците, бидејќи масовно е производството на овчи млечни производи, и на кравите не би сакала да правам
правам антиреклама на сите оние кои што се љубители на овие два типа на млечни производи, туку би им кажала да само направат модификација и би ги замолила да внесуваат пробиотски млечни производи кога веќе користат кравје, нека бидат пробиотски јогурти, односно кисели млека и кефир, затоа што секогаш и во стимулирање на имунитетот, не кажав на почетокот, се најбитни пробиотиците. Сите ние треба да земаме пробиотици за да ја стимулираме да го стимулираме развојот на она добрата флора бактериска во нашиот гастроинтестинален тракт, како би не превенирала од покачен крвен притисок, од холестерол, од едноставно адекватна ресорбција на хранливите материи кои што ги внесуваме во организмот. Така. Имаме гледач на линија, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Прашање имам за докторката. До нутриционистката. Јас сум гледачка од Скопје, имам 50 години, имам 90 кила, а висока сум 1,60 м. Се расторив од диети, држејки, резултатите се минимални. Здрава особа сум, меѓутоа се дебелам. Едино боледувам од тероидната. Не знам дали она ме дебели или не знам. Дали имате Хашимотов синдром? Дисциплинирана сум по диетите, меѓутоа се дебелам, не знам што да кажам, еден месец ја посетувам теретаната и од тоа немам некој јаки. Не знам дали ја слушнавте нашата гостинка, дали имате Хашимотов синдром, бидејќи споминавте проблеми со тироидната жлеза. Не, само тероидната што ми е така малку успорена. Немам ништо, скроз здрава особа сум, ви кажав, месец дена како е и теретаната, посетувам, меѓутоа резултатите ми се мали, 5 кила, 6 кила. Ви благодарам. Значи, повторно ќе повторам, може да ја регулирате телесната тежина, кај вас ќе оди малку поспора, бидејќи, како што ве разбрав, вие намалена работата на тироидната жлезда. Тоа некако во последно време мене ми е специјалност, бидејќи имам навистина многу клиенти кои што доаѓаат и кои што успешно ја намалуваат телесната тежина со помош на здрав начин на исхрана и внесување на физичка активност. И па ќе кажам, господјата слободно може да ме побара, да закаже термин кај нас во клиничка болница Аџи Бадем Систина и да се договориме да без гладување, без погрешен начин на исхрана, а со исклучителна ситост да ја намали својата телесна тежина. Така. Ана, времето веќе ни помина за нашата емисија, овде веќе ќе треба да се одјавиме, меѓутоа ни останува една тема за која дополнително ќе ве поканиме да бидете наш следен гостин, а тоа што сега го зборувавте колку дебелината е сериозен ризик фактор, кој што особено сега во оваа пандемија се истакна како голем ризик фактор кај оние со COVID-19 и за фатален исход, така да во некоја следна емисија ќе зборуваме околу дебелината и како да се регулира телесната тежина. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.